Нецелосно проверени информации е една од главните причини за прекрашување на етичкиот новинарски кодекс во изборниот процес, тврдат од Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите на Македонија. Но прекрашувањата не застануваат тука. Во услови вакви какви што се, со динамика што ја наметнуваат изборните циклуси, новинарите многу често само ги пренесуваат политичките пораки целосно како што се објавени од политичките партии или кандидати од АДОШ и со тоа представуваат само држачи на микрофонот без да додадат вредност на таа информација. Прекршувани и членот кој што вели дека мора новинарите да бидат непристрасни при известувањето во изборни циклуси. Многу често ние тоа го нарекуваме манипулативно, одработувачко или пристрасно известување. Дали има решение за да се избреше неблагодарната флоскула за новинарите како држачи на микрофон? Решение тие новинари што се професионалци и одговорни кон својата работа да се придржуваат и натаму до сите правила за етичко известување. Надоврзувајќи се на оваа актуелна проблематика што хронично се јавува во секој изборен процес, од Македонскиот институт за медиуми со апел до учесниците на изборите. До оние кои што се кандидати за време на изборите да ја почитуваат работата на новинарите, да одговараат да ги обезбедуваат потребните информации со цел да им овозможат на граѓаните еден сеопфатен увид во програмата што ти ја презентираат, а се разбира да одговорат и на сите малку непријатни и незгодни прашања. На овие и други актуелни теми од областа на етиката во новинарството, денеска се дебатираше на тракалезната маса етиката и предизвиците во известувањето на медиумите за локалните избори 2025 година во Штип. Организатори беа Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите на Македонија.